casual outfit од Елена Лука и навистина многу си го сакам, затоа што секој викенд кога имам навистина малку повеќе слободно време и не знам што да облечам, а не сакам да бидам премногу дотирана, се одлучувам за овој outfit. Навистина е преудобен, многу и секогаш делувам некако скоцкано, така што многу ми е лесно да го само да го облечам и сум подготвена и многу си го сакам затоа што малку дуксерот е oversized, ми прави да се чувствувам удобно, а сепак сум дотерана, така што можам да одам на разни места со него и многу ми е удобен. Комбинирам и вака, и знам да го искомбинирам и со нешто друго, и со некои долни тренерки, да го облечам само дуксерот или само сукничката, и со патики, и со разни работи, зависи од денот, зависи од расположението и комбинацијата, но има навистина во изобилие избори овој аутфит, затоа и многу го сакам. Сината боја ме асоцира на спокој. Мојата спална соба дома е обоена во сина боја, така што навистина го наоѓам мирот во сината боја. Омилена боја ми е и многу си ја сакам. Да, овој фустан го носев на една свадба и толку убаво си поминав на оваа свадба, така што навистина мислам дека парчињата од Елена Лука носат и среќа, затоа што мене овој фустан ми донесе среќа и многу парчиња од Елена Лука, да не речам сите ми донеле среќа. Толку убави спомени имам од овој фустан, толку комплименти добив за овој прекрасен фустан, што навистина многу си го сакам. Многу посебно значење има за мене. Се разбира, во наредна прилика кога ќе имаме можност да одиме некаде и да се забавуваме, би го отпрала овој фустан повторно. Овој фустан буди прекрасна емоција, јас во овој фустан се обажив и навистина мојата замисла се претвори во реалност. Прекрасно излезе целата слика, навистина фустанот е нешто преубаво и коментарите за истиот беа исто така преубави, така што за мене овој има многу посебни сеќавања, многу посебни емоции. Па на љубов, на среќа, на нешто чисто, нешто искрено, навистина мојот сон се оствари. Јас имав некоја замисла во главата и многу е убаво кога тимот со кого што работиш, таа замисла ја претвора во вистина и да резултатот е мислам дека е очигледен. Ова е моја секојдневна комбинација, ја носам многу често на работа, значи во неја се чувствувам удобно, дотерана, сепак деловно, делувам убаво пристојно и така што можам да ја носам на многу места, не само на работа, но ја носам и некогаш на излегување, бидејќи навистина има многу можности со оваа кошула и со оваа сукња и со овие преубави чизми кои ги комбинирам. Некогаш ги носам заедно, некогаш ги комбинирам различно, меѓутоа навистина многу си сакам и многу сам одобрувам кога ги носам. Црната е боја за секој ден. Кога носам ова прекрасно палце, се замислувам дека сум во Шпанија, мојата омилена земја, во која што имам живеено 3 години. Навистина ова болером има такви некои елементи. Ова ми е многу драг подарок од прекрасниот тим на Елена Лука и навистина со задоволство си го носам. Можам да го комбинирам на безброј начини, моментално е искомбиниран со прекрасни бои црни панталони, но супер стои на фармерки, и на сукња, и на фустанче, буквално на се. Сеќињата ми се асоциација на нешто убаво, нешто чисто, нешто средено. Јас како сериозна девица во познак сакам такви убави нешта, така што многу сакам и цвеќиња дома, а ги сакам и како дел од аутфитот. Па, ова е дефинитивно за мене моќен изглед. Овој изглед го носев, односно овој аутфит го носев на еден фамилијарен роден ден и буквално немаше човек што не ме праша што е ова што го носиш, бидејќи не беше јасно, но вистина е специфично ова сако, рачно изработено, високо квалитетно, навистина едно од моите милени парчиња на Елена Лука. На убави моменти, на среќни моменти, на самодоверба, на сигурност, на нешто убаво. Златно и црно е дефинитивно прослава, ме потсетува на нешто, некоја манифестација, облажување на некој настан, така што дефинитивно некоја посебна природа. Сметам дека секој човек во себе носи некаква уметност, а жените со својата интуиција ја чувствуваат уметноста на сосема друго ниво. Сметам дека уметноста е насекаде во нас и во секоја жена. Секоја жена изобилува со уметност на свој начин.
зборувам, го слушам многу почесто отколку порано и како созревам се повеќе сваќам дека детето во мене за некои работи е во право. Не знам точно дали некој од нас може да бира каков е кога се работи за страста и за нежноста. Сега се сметам за нежна жена, мислам дека така сум родена, меѓутоа сакам да работам на себе во секоја смисла на зборот и мислам дека страст треба да има во нас. Да, меѓутоа белата боја може да биде многу специфична. Овој фустан кој што го носам е безпрекорно изработен и затоа толку добро изгледа. Затоа многу треба да се внимава со тоа како се изработува парче облека во бела боја, но тимот на Лука е секогаш безпрекорен. За фармерки комбинација, еве како што сум сега облечена, ова е многу убава комбинација за мене. Мислам дека супер стои, прилега на женското тело, може да се носи на работа, може да се носи на излегување, навистина е еден универзален начин на облекување или стил кој што јас многу си го сакам. Мислам дека важно е јас да се чувствувам удобно. Пораката што ја пренесувам суптилно и се пренесува самата по себе. Мислам дека кога тоа е намерно, делува неприродно, а кога јас се чувствувам удобно, оставам таков впечаток и на оние кои што ме доживуваат. Јас секојдневно ја практикувам едноставноста. Едноставноста е голем дел од мојот стил, од сето она кое што го правам. Впрочем, во едноставноста гледам многу длабочина и често пати ја практикувам. На нежност се разбира, на нови почетоци, на нешто многу убаво, нешто многу јасно, нешто многу посветено, некоја нова светлина и надеж. Сметам дека нежноста е дел од мојот стил и Селена Лука убаво се работуваме на таа димензија, односно секогаш кога одбираме нешто да биде малку по да речам провокативно, иако тоа навистина не е провокативно, секогаш тоа е во умерена доза, со многу нежност и со многу едноставност, впрочем како што и оваа кошула, иако е продзирна, сепак не е вулгарна, не е премногу провокативна, делува нежно, делува едноставно и навистина е едно од моите омилени парчиња. Песмените се мој избор во есен, во зима, секогаш кога имам можност да ги носам, сакам да ги носам. Тие ми се омилени, затоа што се пред се многу удобни, многу се многу прават да ми биде топло, значи ме штитат од студот и навистина ги сакам. На таква белина секој пат различно нешто би испишала, можеби овој пат би испишала надеж како едно зборче на кое што навистина се надевам и мислам дека на сите ни е повеќе потребно. Оваа комбинација навистина си ја сакам, бидејќи можам да ја носам секаде, ја носам и на работа, ја носам и кога излегувам, кога се шетам, ја комбинирам и различно, значи некој пат го комбинирам само горниот дел со фармерки долу или само сукњата со нешто друго горе. Многу ми е удобно и навистина кога не знам што да облечам, ова е секој пат вистинскиот избор. Токму така, ова е креацијата која што носев на последната моја промоција, на мојот последен промовиран роман, Незадоволна. Навистина ми буди приубави спомени, затоа што супер си поминавме на промоцијата, иако се случуваше на сред пандемија, сепак се помина во најдобар ред. И ме потсеќа на успех и со така имавме и на маска дизајнирана, буквално со истиот материјал, така да бев комплетно подготвена и навистина многу ми се допаѓа овој. Една жена е дама кога се почитува себе си, кога ќе си го најде сопствениот стил, без разлика каков е тој стил. Жената кога знае што сака, знае кој пат чекори и која е нејзината цел, мислам дека тоа за мене е една вистинска дама. Оделото е безвременски моден израз за мене. Ова одело јас го носев на една многу важна промоција, односно сите мои промоции се важни, меѓутоа таа некако ми остана во посебно сеќавање, бидејќи беше еден пресврт во мојата кариера, односно ова поточно го носев на промоцијата на мојот роман Емотивен манипулатор и навистина беше овој период, беше предновогодишен период и беше се многу убаво и ми остави многу убав впечаток, а го имам носено и во други посебни прилики и секогаш сум добивала навистина и комплименти за изработката и дизајнот. Дефинитивно раскажува приказна со самодоверба, приказна со сигурност, приказна со цел и со кога знаеш вистински што сакаш, мислам дека црвената боја го отсликува токму тоа.
За мене софистицираност значи скромност, едноставност, креирање на сопствен стил и слушање на сопствениот инстинкт. Токму истото. На слушање на сопствениот инстинкт, креирање на сопствен стил и одење напред. Радост е секојдневно чувство кое што е всушност многу едноставно да се пронајде бидејќи е насекаде. За секоја пригода, белата боја е нешто што асоцира на нов почеток, на надеж, а ова е едно прекрасно парче, горен и долен дел, кој што буквално одговара за секоја пригода и секогаш изгледате скоцкани. Квалитет, дизајн и почит. Токму ради тие три причини пред се, кога доаѓам во просториите на Елена Лука, секогаш се чувствувам почитувана. Дизајнот кој што го одбираме, односно кој што парчињата на Елена Лука го имаат секогаш на високо ниво и квалитетот е секогаш дел од секоја приказна. Едноставен, несофистициран, со разни тонови, меѓутоа со еден уникатен стил во кој што преовладува едноставноста, скромноста и софистицираноста. Научив дека за 2021 и понатака нема да си посакувам ништо, туку ќе бидам благодарна за тоа што го имам и ќе го ценам тоа што го имам. Мислам дека сите не научи тоа оваа година која што измина, токму затоа и ќе зборувам малку повеќе во моите колумни кои што допрва следуваат на Fashion Up. Пријатели за секогаш.